Иако расте интересот за електронско банкарство, сепак се чини дека македонците се уште преферираат кеш. Лани од банкоматите подигнале 3,6 милиарди евра готовина, што е за дури 53% повеќе од износот што го потрошиле плаќајќи со картичка на посттерминали. Податоците од Народната банка покажуваат и дека македонците лани потрошиле 470 милиони евра за плаќање онлайн. Евидентно е дека од година во година се зголемува користењето на дигиталните алатки. Електронското банкарство според податоците со кои што располага Народната банка 2025, односно 2024 година бележи раст во извршување на плаќања, например кај бројот речиси 18%, а кај вредноста на извршените плаќања речиси 28%, кое што споредено со извршување на плаќањата на шалтери навистина е значително, бидејќи кај шалтерите плаќањата растат помеѓу 1 до 3% за истиот период. Граѓаните ги прифаќаат придобивките од дигиталните канали, бидејќи ги препознаваат користите. Станува збор за поудобни, за полесни, за поедноставни плаќања, а секако па сигурни и ефтини. И во таа смисла секако дека прединачат помладите генерации, присутна и средната возраст на граѓаните која што ги ползува придобивките од дигиталните канали, но се почесто и повозрасните групи користат дигитални канали за извршување на плаќањата и во тој контекст би напоменале дека е важна дигитализацијата, но важна е и довербата во сигурноста на тие дигитални канали, бидејќи колку повеќе дигитализацијата има потреба да биде присутна, тоа значи дека треба да биде и стандардите за безбедност треба да бидат секако зголемени во тој аспект. Гледано според возраста, кај помладите лица има помала разлика меѓу готовината што ја вадат од банкомат и плаќањето со картичка. Например, лицата на возраст од 25 до 34 години извадиле 509 милиони евра кеш, а во продавниците со картичка платиле вкупно 429 милиони евра. Слично е кај категоријата 35 до 44 години, кои од банкоматите извадиле над 700 милиони евра, а во продавница платиле 620 милиони евра. Наспроти нив, повозрастните граѓани повеќе практикуваат готовина. Например, лицата на возраст од 65 до 74 години лани од банкоматите извадиле вкупен износ на средства двојно поголем од парите што ги потрошиле плаќајќи со картичка на посттерминали. Дигитализацијата во банкарскиот сектор во нашата земја во изминатиот период покажува напредок. Новиот закон за платежни услуги и платни системи го отвори пазарот за нови играчи. А поголемата конкуренција ја поттикнува технолошката иновација и создава подобри кориснички искуства. Секако дека банките го следат трендот и инвестираат навистина во нови технолошки решенија, кои што овозможуваат посигурни, побезбедни, но и поудобни плаќања за граѓаните, односно за корисниците воопшто. Оно што е важно да се истакне дека и цената на овие услуги е навистина значаен фактор, цената на дигиталните услуги, а банките во нашата земја позитивно одговорија на сигналот на Народна банка за ревидирање на тарифите, кои што особено влијаеше на намалување на надоместоците на дигиталните канали, на извршувањето на плаќањата на дигитален начин, а секако кога дигитализацијата станува поевтина, таа станува и првиот избор на граѓаните за извршување на плаќањата. Нашите граѓани веќе навистина ги ползуваат придобивките од овие дигитални начини на извршување на плаќањата. Банките во соработка со Apple Pay и Google Pay веќе ги воспоставија и овозможија овие дигитални услуги за извршување на плаќањата. Граѓаните веќе ги ползуваат и придобивките секако се користат. А колку граѓаните користат електронско банкарство и дали преферираат плаќање во кеш или со картичка? Кои услуги ги користите? Дали сметате дека го леснуваат работењето? Па да, затоа што ми го скратуваат времето. Ја на ќерка ми давам пари, она уплаќа, она ми плаќа, бидејќи ја имам обичен телефон и она ми плаќа. А дали користите картичка за плаќање во продавници, например? Користам. Користам така што земам пензија, ја користам. И картичка и пари исто е. Не ја познавам техниката многу на тоа стичкање и не така. А дали во продавниците барам плаќате некогаш со картичка или се во готово? Ако е голема сума, да. А ако е така, мала, користам готовина.
Користам и мобилно и електронско, да. Не се чека на ред, нема провизија, користам и мобилно и електронско, да. Не се чека на ред, нема провизија, не работат постојано и така. Преферирам електронско банкарство, значи многу е лесно, не чекате ред, брзо иде, а картичка, кој има картичка, кој кеш, кога, како знаете. И тоа ми причинува задоволство, и ден денес кој ќе појдам на лице место да им платам. По интегрирањето на Македонија во СЕПА, што значајно придонесува во дигитализацијата на плаќањата поради брзината и едноставноста, тука е и регионалната иницијатива на земјите од Западен Балкан, со која што до крајот на годинава треба да се воспостави инстант плаќањето, кое што веќе функционира во Европската Унија. Инстант плаќањето е плаќање во кое што преносот на паричните средства се случува за максимални 10 секунди, кое што навистина независно од, да кажеме, иницијаторот кој начин ќе го користи, дали ќе биде тоа електронското банкарство, дали ќе биде мобилната апликација или пак така наречени други услуги, како на пример иницирање на плаќањето базирано на QR код или иницирање на плаќањето базирано на некаква push нотификација, секогаш плаќањето ќе биде во рок од максимални 10 секунди, независно дали станува збор за работен ден, празник или пак било кој друг неработен ден за платните системи, па и за она што ние го знаеме како граѓани за банкарскиот сектор или секторот кој што ги овозможува платежните услуги. Оваа услуга е веќе навистина достапна во Европската Унија, базирана е на клонот на ТИПС, како што спомнав, регионалната иницијатива за модернизација на плаќањата на нашата земја, во која што Народна банка има активно учество, навистина ќе го овозможи овој тип на плаќање во нашата земја крајот на 2026 година. Според податоците на Евростат, 70% од европејците лани користеле интернет банкарство. Највисок е процентот во Данска, каде над 97% од граѓаните користат банкарство, додека Бугарија и Романија се најдолу на табелата со по околу 30%. Состојбата не е многу подобра во Македонија, бидејќи Евростат процени дека кај нас скоро 35% од граѓаните користат интернет банкарство. Споредено со регионот, пред нас се Србија и Босна и Херцеговина, додека Косово, Албанија и Црна Гора заостануваат за Македонија.